Застанат зад Вања Ѓорчевска на околу половина метар убиецот, стискајќи ја за вратот и пукал во главата додека била жива. Според обдукцијата, проектилот со калибар од 9 мм поминал преку десната страна од главата и завршил 30 см во телото близу ребетот. Телото на девојчето било закопано во импровизирана дупка, длабока повеќе од половина метро, а дулга 185 см. Вања не се загушила додека била врзана во вреќата и ја возеле во багажникот од украдениот Citroen, кажа обвинителството презентирајќи ги доказите за двојното убиство. Убиена е клечејќи, а до местото на ликвидацијата се движела, тврди обвинителството, бидејќи на нејзините патеки била најдена кал. Истата кал била пронајдена на колениците и под ноктите. На лентата со која е била залепена устата биле пронајдени ДНК трагови од обвинетиот Велибор Манев. И Панче Жежовски бил застрелан со ист куршум со калибар 9 мм, произведен во Самоков, македонски брод. Овие куршуми биле наменети за повеќе видови оружје, за пиштоли и за полуавтоматски пушки. Тој бил закопан во дупка длабока 2,7 метри. Најдена е чаура до дупката во населба Речани, каде бил пронајден и мобилниот телефон на жртвата фрлен во трње. Од извештајот од неговата обдукција произлегло дека смртта била насилна, му било пукано од десно во главата, а куршумот излегол од другата страна. И тој се наоѓал во полунаведната положба кога бил убиен. Смртта најверојатно настанала непосредно по неговото грабнување, рече обвинителката при изведувањето на доказите. Обдукцијата покажала дека двете жртви, 14-годишната Вања и 74-годишниот Панче, претрпеле тешко физичко страдање пред да бидат убиени, а психијатриското вештачење на обвинетите покажало дека сите во секој момент од дејствијата биле свесни што прават. Прво обвинетиот Палевски постојано реагираше на изведувањето на материјалните докази на обвинителството. Тврдеше дека не биле најдени ДНК и отисоци на церадата во која бил завиткан Жежовски. На ова обвинителот одговори дека поврзаноста на доказите ќе ја презентира во понатамошниот тек од судскиот процес. Палче уште на почетокот на денешното рочиште побара да биде вештачен неговиот телефон, каде имало 10.000 принт скринтови. До сега беа сослушани 26 сведоци. Обвинителството ќе презентира околу 200 материјални докази. Потоа, доколку сакаат, свој исказ може да дадат сите обвинети.